Почитувани СДСМ и нивното Луи Витон судство денеска им порачаа на граѓаните. Ако си со нас или ако си наш, можеш да тепаш, ке поминеш само со опомена. Денес на дело се виде неправдата на Зоран Заев и на СДСМ. Градоначалникот Курто Дудуш, кој беше обвинет за физички напад врз граѓанин, помине на суд само со судска опомена. Повторувам, само со судска опомена за Дудуш за физички напад врз граѓанин. Па што треба да направи функционер на СДСМ за да биде казнет? СДСМ те тепа, а судството на Заев ги ослободува насилниците како Дудуш. Тоа се тие европски вредности за СДСМ. Да подсетиме дека насилникот, градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш, во неколку наврати напаѓа и тепа граѓанин, но тоа не е доволно судот да го осуди за кривично дело, туку само му дава опомени. Пред повеќе од 8 месеци јавноста можеше да чуе дека Курто Дудуш бесправно лишило од слобода во својот кабинет, тепал и навредувал граѓанин на Шуто Оризари. Тој тогаш се фалеше дека нему никој ништо не му може и не може да му се спротистави. Сега гледаме дека тој освен политичка, имал и полициска, но и судска заштита од судството на Заев. Дудуш и СДСМ лажат ако мислат дека може да побегнат од правдата. Ова се последните обиди на Зоран Заев да се заштити самиот, но и своите пајташи од кривична одговорност, но не за долго. После 12 април судството ќе биде ослободено од канџите на Заев и правдата ќе дојде во Македонија. На 12 април следува одговорност. Заев и СДСМ никогаш повеќе. Ви благодарам. Имате ли прашања? Дудуш денеска призна дека тепал човек. Дали ВМРО ДПМН ќе побара оставка од началникот на Шуто Оризари и дали ќе очекувате СДСМ да побара одговорност од Дудуш? ВМРО ДПМН повеќе пати укажуваше на однесувањето на градоначалникот од СДСМ во Шуто Оризари Курто Дудуш дека не само што не е хумано, не е човечки, туку е и насилен и е опасност по граѓаните на Шуто Оризари. Досега СДСМ, власта, судството, полицијата требаше да реагираат, а Курто Дудуш да биде иземен од таа позиција. Тоа што ќе побара ВМРО ДПМН, не верувам дека ќе ја смени сликата до 12 април, кога ќе дојде одговорноста и кога сите вакви насилства ќе може да бидат санкционирани или да биде поведена реална постапка против насилството, да се заштитат граѓаните на Република Македонија. Ако може за ветувањето за 16.000 минимална плата, ваш став и исто така по најавите дека веќе бил зголемен интересот кај младите за да се за занаети, за мерката. Зборувате по денешната владина пресконференција, па видите, растот на платите и она сума која што ја кажува е уште една од низата лаги на СДСМ со кој што дојдоа на власт, ветува минимална плата од 16.000 до крајот на нивниот мандат, ветува просечна плата од 500 евра, ветува 100.000 за докторите, меѓутоа, како што реков, тоа се само една од низата лаги на СДСМ со кој што многу ветува, но и многу излажа, сега повторно многу ветува, слушнавме на делот таа пресконференција како повторно се ветува дека може би ќе биде постигната некоја сума повисока од минималната плата, меѓутоа реалноста кажува дека со СДСМ ниту платите растат, ниту пензиите растат, ниту пак економијата расне за да може да има повисоки плати, напротив стандардот се намалува затоа што економијата со СДСМ едноставно тоне. И токму тие лаги и неспособноста, но и криминалот и корупцијата која што произлегува од СДСМ и е поддржана од СДСМ ги брка луѓето, ги брка младите од Република Македонија, ја зголемува разочараноста и безперспективноста на младите во Република Македонија. Ќе повторам, Заев и СДСМ се токму тие кои што се виновни за сите порази, меѓу другото и заминувањето на младите е пораз, криминалите, виновни се за криминалите, виновни се за сите измами во Република Македонија, меѓутоа на 12 април следува одговорност, Заев и СДСМ никогаш повеќе.